ќе даде, Бог ќе обезбеди, Бог ќе снабди, Бог ќе пополни. Амен. Тоа е насловот на проповедта. Бог ќе даде, Бог ќе обезбеди, Бог ќе снабди, Бог ќе пополни. Пак ќе повторам. Бог ќе даде, Бог ќе обезбеди, Бог ќе снабди, Бог ќе пополни. Матеј 6:33. Но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придаде. Барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придаде. Матеј 6:33. Словото ни вели дека најнапред да го бараме Божјото царство во своите животи и неговата правда, и дека се друго ќе ни се придаде. Словото Божјо е верно. Ако ние, тоа во пракса значи, ако ние се предадеме на Бог и во секоја област од нашите животи го бараме Бог, се друго ќе ни се придаде. Се друго ќе ни се придаде. Но барајте го најнапред, значи вели најнапред барајте го Царството Божјо. И неговата правда, и се друго ќе ви се придаде. Го бараш Царството Божјо во својот живот и неговата правда вели. Вели неговата правда, не твојата правда. Не твојата правда, туку Божјата правда во твојот живот. И вели се друго ќе ти се придаде. Што значи тоа во пракса, например? Тоа значи во пракса, например, ти си се предал на Бог целосно и ти бараш работа, но бараш работа онаа што е од Бог за тебе. Онаа што е од Бог за тебе. Таму кај што Бог те гледа да бидеш. Ти не бараш по своја правда, на свој начин, не го бараш онаа што Бог те гледа. Во се така треба да бараме, да го бараме Бог. Но барајте го најнапред Царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придаде. Може би една од работите, зошто не ни се дадени работите, благословите тука на земјата, е затоа што не го бараме Бог. Некои од нас ги немаат благословите затоа што не го бараме Бог најнапред. Значи го бараме Бог како нешто последно. Како што има луѓе, само кога им е тешко идат кон Бог. Има луѓе кои што само кога им е тешко во животот, кога Бог нешто треба да им даде, само тогаш идат во животот. А Бог не сака да сме такви во време на неволји. Бог сака тој да биде број еден во нашиот живот, да го бараме најпрво Него и неговата правда. И се ова ќе ви се придаде, вели Словото. Се ќе ни даде Господ. Се ни дал. Веќе се ни е на располагање. Само наша е да го бараме тоа. Барајки го Царството Божјо, ние ќе ги најдеме сите тие благослови од Бог. Барајки го Царството Божјо, ти ќе најдеш работа за тебе. Барајки го Царството Божјо, ти ќе најдеш во што да се образуваш, што да студираш, што да учиш. Барајки го Царството Божјо. Барајки го Царството Божјо, ти ќе најдеш жена за тебе. Ама барајки го Царството Божјо, барајки го Царството Божјо, ти ќе најдеш спасение и за себе си, и за блиските. Ама барајки го Царството Божјо, не барајки го своето царство. Барајки го Царството Божјо, градејки го Царството Божјо, не градејки го своето царство, својата империја. Не, градејки го Царството Божјо, сето тоа ќе ти се придодаде. Сите благослови ќе дојдат кон тебе. Ти кога го бараш Бог со целото свое срце, всушност го благословуваш Бог. Значи, барајки го Царството Божјо, ти го благословуваш Бог. Кога всушност го бараш со целото свое срце, ти го благословуваш Бог. Го признаваш Бог, дека е Бог. Му даваш чест, му даваш признание, му даваш слава. И затоа Бог ќе те благослови тебе. Ти го благословуваш Бог и Он ќе те благослови тебе. Бог никогаш ништо нема да ни даде што не се обврзал во своето слово и обратно. Се ќе ни даде што се обврзал во своето слово. Бог надвор од своето слово нема ништо да направи за нас. Ако ти не го бараш Царството Божјо првенствено, Бог не е обврзан да те благослови.
не е обврзан. Се оно што треба да направи Бог е обврзан во своето слово. Ако ти го бараш Царството Божие, тој е обврзан да те благослови. Се да ти придодаде. Еве стих на кој што можете да застанете сите вие што го барате првенствено Бог во своите животи. Не благословите. Не благословите. Немојте да ги барате само благословите од Бог. Него барајки го Бог, барате благослови. Може да застанете и да му кажете: Господе, јас ти дадов се на тебе. Немам ништо што е скриено од тебе. Немам ништо, се ти положив пред твоите нозе. Немам ништо, Господе, се е мое во тебе. И Господе, еве ти велиш, јас го барам твоето царство. Придодај ми го сето тоа друго што ми треба во животот. Придодај ми здравје, исцеление. Придодај ми, Господи Исусе Христе, браќа, сестри. Придодај ми успех на факултет. Придодај ми, Господе Боже, успех во работата. Придодај ми финансиски просперитет, Боже. Ти си обврзан да ми го дадеш тоа во своето слово. Си рекол, затоа што јас те барам првенствено тебе, Господи Исусе Христе. Првенствено тебе. Во Псалм 36:22, зашто оние кои Господа го благословуваат, ќе наследат земјата, а кои го проколнуваат, ќе бидат истребени. Значи, ти кога го бараш Бог, со целото своје срце всушност го благословуваш Бог. Еве, зашто вели оние кои Господа го благословуваат, ќе наследат земјата. Оние кои Господа го благословуваат, ќе наследат земјата. Ти кога го бараш Бог, го благословуваш Бог. И тој ќе ти даде да ја наследиш земјата. Бог ќе ти даде да ја наследиш земјата. Ти ќе ја наследиш земјата. Нема да ја наследат незнабожците. Нема да ја наследат неверниците. Ти ќе ја наследиш земјата. Ти ќе се расшириш лево и десно. Ти ќе просперираш. И во здравје, и во пари, и во имоти, и во куки. Ти ќе просперираш. Затоа што го бараш првенствено Царството Божјо. И на тој начин ти го благословуваш Бог. А Словото вели оние што го благословуваат Бог, ќе ја наследат земјата. А оние што го проколнуваат, ќе бидат истребени. А кои се тие што ќе бидат истребени? Оние што не го бараат Царството Божјо. Оние што не го бараат Царството Божјо, ќе бидат истребени. Римјани 5 глава 1-2. И така бидејќи Римјани 5 глава 1-2. И така бидејќи оправдани со верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исуса Христа, преку кого со верата добивме и пристап кон оваа благодат, во која стоиме и се фалиме со надежта во славата Божја. Пак ќе го прочитам втори стих. Преку кого со верата добивме и пристап кон оваа благодат. Благодата Божја се ни дала. Ние се имаме дадено од Бог. До се имаме пристап. Се ни дала благодата Божја. Се имаме дадено од Бог. И исцеление, и просперитет, и спасение. Али ние со верата го зимаме тоа. Затоа треба да имаме вера во нашите срца, за да му угодиме на Бог. Оти без вера не може да му угодиме на Бог, а на тој начин не може да си ги земеме благословите. Затоа треба вера да имаме. Ти кога доаѓаш пред Бог, треба да имаш вера во своето срце и да го земеш благословот што Бог веќе ти го дал. Оти се ни е дадено на располагање. Благодата веќе се ни дала. Нема нешто што благодата не ни дала. Се ни дала благодата. Бог е благодата, Исус е благодата. Отелотворена благодат дојде на земјата. И сега таа благодат се ни даде. Само нашата вера е потребна ние да си ги земеме благословите, кои што таа отелотворена благодат не ги даде. Значи пак ќе прочитам Римјани 5 глава 2 стих. Преку кого со верата добивме и пристап кон оваа благодат. Преку Исус имаме пристап кон благодатта. Преку верата во Исус. Верата во Исус имаме пристап кон благодатта. А во Исус имаме се и од Исус имаме се. Да си земеме од Него се. Се ни припаѓа. Ние сме царски синови, царски керки. Се ни припаѓа нам.
Нема ништо што не ни припаѓа, освен грехот. И преку верата добивме и пристап кон оваа благодат. Али вели, во која стоиме и се фалиме со надежда во славата Божја. Значи, додека ние стоиме во вера, имаме пристап во благодата, ние се фалиме со надежда Божја. Ова што сега ние го правиме, ги прокламираме Божите благослови, едноставно го прокламираме Словото што вели. Ние се фалиме со Словото. Ние се фалиме со Словото. Нема нешто едноставно кое што има толкава сила, освен Словото. Да му затвориме устата на ѓаволот и на луѓето кои што се креваат против нас. Словото. Затоа вели, стоиме. Во која стоиме и се фалиме со надежда во славата Божја. Стоиме. Стоиме во верата. Стоиме во верата, стоиме во благодатта. Значи, стоиме во Словото. И го прокламираме Словото, го кажуваме Словото. Затоа ние го проповедаме Словото. Го кажуваме тоа Слово. Затоа го прокламираме тоа Слово. Го кажуваме тоа Слово. Го кажуваме, стоиме во Словото. Прокламираме кои се нашите права. Прокламираме што ни припаѓа. Што веќе Бог ни го дал во ова Слово. Што веќе Бог овде ни дал. Стоиме во тоа. Еве во ова стоиме. Овој стих значи во ова стоиме. Стоиме и се фалиме со ова. Не се фалиме со куки и коли. Со здравие, не се надеваме на тоа. Нашата надеж не е во силата на телото. Нашата надеж не е во колата, во куќата. Нашата надеж и нашето стоење е во ова. Од здравие ако имаш можеш да го изгубиш. Кола ако имаш можеш да ја изгубиш. Куќи ако имаш можеш да ги изгубиш. Се можеш на овој свет да изгубиш. Само ова е вечно. Само ова е нешто што останува. Словото. Затоа ние стоиме на Словото. Јован 4:23. 4:23. Но иде време и дошло веќе кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина, зашто Отецот сака такви да бидат оние кои му се клањаат. Вели, иде време и дошло веќе. Вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина. Зашто Отецот сака такви да бидат оние кои му се клањаат. Ти ако го бараш Царството Божјо, како возврат на тоа што ти го бараш Царството Божјо, ќе имаш залог од Светиот Дух. И Светиот Дух ќе биде постојано со тебе. И ти на тој начин ќе му се поклонуваш на Бог во дух. Во дух и во вистина. Ти нема да му се поклонуваш веќе по тело, да правиш некои телесни ритуали или било што. Светиот Дух нонстоп ќе биде со тебе. И на тој начин ти во дух и во вистина му се поклонуваш на Бог. Таков поклоник си. И Бог сака такви поклоници да сме. На такви е Царството Божјо. На такви е Царството Божјо. На такви се сите благослови Божји. Но оние што се поклонуваат во дух и вистина. Затоа ви проповедаме да оставите се што ве врзува и ве одделува од Бог. Да дојдете пред Бог, пред лицето Божјо и да оставите се што ве врзува, кое што не сте предале на Бог. Секоја душевна врска, едноставно секој грев, се што ве одделува од Бог, да го предадете на Бог, затоа што за узврат на тоа Бог ќе ви врати, немам зборови, 1000-кратно. Ништо не сме заслужили и онака на овој свет. Се е по благодат. Та благодата ли Божја нема да умножи во нас секакво добро, ако ние му се предадеме на Бог, ако го бараме Царството Божјо најпрво. И Светиот Дух ќе биде со нас и му се поклонуваме на Бог и угодни сме му. Имаме пристап на тој начин до благодатта Божја, затоа што се поклонуваме по дух и вистина, а благодатта Божја е едноставно дадена. Само тие што се по дух и вистина ја гледаат. Луѓето што се по тело не можат да ја видат благодатта Божја. Не ја сваќаат. И ти кој си во дух, ти ја гледаш благодатта Божја. Ти гледаш кои благослови Бог ти дал. Затоа ние некојаш кој сме по тело, не можеме да ги видиме благословите. Значи, ако не можеш да ги видиш благословите, значи ти по тело одиш. Оти човек роден во духот
и во духот, еве, ако си вистински поклоник на Бог, во дух и вистина, кој што вели Јован, Свето Евангелие според Јован 4:23, ти ќе ги видиш благословите од Бог. Ти си поклоник во духот. Затоа ние не можеме да ги видиме благословите, одиме по тело. И затоа треба телесните работи да ги оставаме, за да го видиме благословот. А штом ќе го видиш, ти ќе си го земеш. По вера ќе си го земеш и твој ќе биде. Римјани 8 глава, 9, 12, 13 и 14. 8 глава, 9 стих, 12, 13 и 14. 9. Вие живеете не по тело, туку по дух. Само тогаш, ако Духот Божи живее во вас. А ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Значи 9 стих, после 12 стих. И така, браќа, ние не сме му должни на телото, да живееме по телото. 13. Бидејќи ако живеете по телото, ќе умрете, но ако преку Духот ќе умретвувате работите на телото, ќе бидете живи. И 14 стих. Сите оние што се управуваат по Духот Божи се синови Божи. Еве јасна порака. Оние што се управуваат по Духот се синови Божи. А синовите Божи се наследници на Царството Божјо. И на синовите Божи се им припаѓа. Се им припаѓа, освен гревот. Освен гревот. И 9 стих вели, вие живеете не по тело, туку по дух. Само тогаш ако Духот Божи живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, вели тој не е негов. Ако одиш по тело, ти се самиот се одделуваш од Бог, од благословите Божи. Ти самиот се одделуваш од Бог. Ако одиш по тело. Значи, дури Бог вели, не е негов вели. Не е негов вели ако нема дух. Ние сме нови созданија во Христос. Треба да живееме по дух, по вера. Слушате? Ние сме нови созданија во Христос. Треба да живееме по дух, по вера. Не по тело, него по дух, по вера. Затоа што сме нови созданија. Ние не сме обврзани, еве во 12 стих. И така, браќа, ние не сме му должни на телото, да живееме по телото. Ние не сме обврзани да живееме по тело. Она што ни налага нашето тело, она што вели твоето тело. Твоето тело вели, колку сакам сега да имам една убава куќа, еден убав стан. И ќе си го возможам тоа, така? Ќе си го возможам. Како? Ќе најдам начин. Ќе се снајдам и ќе се снајдам и ќе ја имам. Како се снаоѓаат толку луѓето? Знаеме како се снаоѓаат, така? На секој начин, за да дојдат до куќа, еве благословот, куќата е благослов, за да дојдат до куќа, се ќе направат за да дојдат до куќа. Затоа што не му веруваат на Бог дека може да им даде куќа. И се што ќе направат. Топ, за некој можеби дури ќе имат тука и грев. Мислам гревови, прават гревови за да дојдат до куќа. А некој може, да речеме технички, нема да прават грев, такви има и христијани, као технички не прават грев, пред луѓето технички не прават. Као демек ги почитуваат законите, као демек слушат на Бог и вака така, оствари одат по тело. И во тоа има грев. Самото тоа што одат по тело е грев, а не и други скриени работи што има технички, што прават, мислам. Има грев. Така да ние не сме обврзани да живееме по нашето тело. Ако моето тело сака куќа, јас не сум обврзана на моето тело да му дадам куќа. Ако моето тело сака стан, јас не сум обврзана на моето тело стан да му дадам. Ако моето тело сака исцеление, јас не сум обврзана тоа исцеление да го постигнам одејќи кај бајачи, кај врачари, кај доктори. Јас сум обврзана да одам по дух првенствено. Првенствено по дух. И Бог ќе му даде на моето тело исцеление. И ако треба да одам на лекар, Бог ќе ме одведе на лекар. Јас нема да трчам по доктори, затоа што ѓаволот ми седнал на раменици и ме плаши. Не. Ќе одам кога Бог ќе ми рече да одам на лекар. Јас не сум обврзана за ништо. Вие не, браќа и сестри, ние не сме обврзани да му угодуваме на телото за ништо. Ништо на овој свет не сме обврзани. Дури не си обврзани да се бањаш. Сед не сваќате ме погрешно. Може би некојаш ако си у посту молитва и по духот доживуваш да едноставно Бог те одделил, да не видиш луѓе, да не видиш ништо. На тој начин.
Да, као пример, од тој аспект. Не сме обврзани. Кога одиш по духот, кога Бог бара по духот да одиш, ти не си обврзан ништо да правиш по тело. Затвори се, ако си на пост и молитва, што е битно? Ако смрдиш, ти за себе смрдиш и пред Бог си. Тој мирис му е благогоден на Бог, затоа што на Бог му е битно срцето. Не му е битно ти 3 дена дали не си се истуширал, жешко е. Сам си го бараш Бог. Не е битно тоа, битно е словото и ти. Со Бог, од тој аспект кажувам, да не се бањаш, мислам, не, ме разбирате, нели? Не сега ние тука да смрдиме и да правиме религија од тоа, баш противното, секојаш треба на служба да дојдеме искапени тука, избањати. Пред служба да се истуширате и да дојдете тука на служба. Затоа што жешко е, затоа што се потиме, затоа што мириси секакви се ослободуваат и тоа не е убаво. Од тој аспект, точно. Баш пред служба секојаш треба истуширани да доаѓаме и најдотерани да доаѓаме на служба, пред Бог, пред лицето Божие. Ние не сме должни да живееме по желбите на ничие друго тело. А дури тоа може друго тело да бидат нашите родители, нашите роднини, нашите деца. Друго тело. Тоа друго тело сака да те оттели од Бог. Мајка ти сака да завршиш ти тоа затоа што таа сака, а не затоа што ти сакаш. Сака да се запишеш мајка ти на таа средна школа, тој факултет што таа сака. Ти не си обврзан да живееш по желбите на мајка ти. Мајка ти сака да се ожениш за таа. Ти не си обврзан да се ожениш за таква жена каква што сака мајка ти. Ти си обврзан да се ожениш таква каква што сака Бог. Ти си обврзан да се запишеш на тој факултет на кој што сака Бог. Ние не сме обврзани да живееме по телото на нашите земски родители. Ние не сме обврзани да живееме по тело на наши вујковци, стрини, тетки. Не сме должни на нив да им угодуваме. Единствено и првенствено треба да му угодуваме на Бог. Дури на децата своји не треба да им угодуваме. За да јас, моите деца да имаат пари и куќи и благосостојба, јас се ќе направам и гревови еден куп ќе направам и нема да одам у црква и се што ќе изнаправам за да им обезбедам пари на моите деца. Знаете што ќе се случи со тие твои деца? Ќе пропаднат. Затоа што и така го добиле благословот со измама си им дал нешто кој што не им припаѓало и ќе го злоупотребат тоа. Нема ниту благодарни да ти се еден ден, а нема ни да се спасат. А ти си отстапил од Бог за да им го пружиш сето тоа. Нема шанси. Нема шанси, на телото не треба да се угодува. Не треба на своето тело да угодуваме, а не па на тугите тела и тугите желби. Исто не сме обврзани да живееме според потеклото. Јас не сум обврзана да живеам затоа што сум македонка, да живеам по македонските ритуали и обичаи. Јас не живеам по македонски ритуали и обичаи. Јас ништо тоа не знам што прават и како прават православците. Не сакам ни да знам. Секакви ритуали, секакви обичаи имаат. Се што имаат. Секакви гадости имаат. Јас не сум обврзана да живеам по тоа. Вие као роми не сте обврзани да живеете по тоа. Ништо не сме обврзани да живееме по тело. Нашата традиција е тело. Македонската традиција е тело, ромската традиција е тело. Сето тоа у пеколот ќе изгори. Ние не сме обврзани да живееме по делата на телото, по традиција. Затоа сме нови создани и се е ново. А што ме се е ново, јас доправа ќе учам што треба да правам, како да правам. Доправа ќе учам како да се однесувам и како да не се однесувам во Христос. Не знам ништо. И тоа го учиме, не знаеме ништо. Не постапуваме онака како што ни налага телото. Јас не им угодувам на моите роднини и на било кој, за да они ме прифатат. Не ми треба да ме прифатат. Мене ми треба само Христос да ме прифати. Ако Христос ме прифати, доволно е. Христос ми дава други браќа и сестри, доволно е. Ако сите други ме остават. На крај крајава Христос вели ќе ти придодаде, други ќе ти даде. Бидете во состојба, вашето срце да биде во таква состојба пред Христос. Се да остави за Христос. Римјани 8:14. Сите оние што се управуваат по Духот Божи се синови Божи. И тогаш, кога се ќе оставиме поради Христос, ние сме синови Божи. И затоа што сме синови Божи, царски синови и царски керки, царско свештенство, исцелението е мое.
Просперитетот е мој. Кажете, исцелението е мое. Просперитетот е мој. Победата е моја. Ниеден благослов нема да ме одмине. Тука на земјата се ми припаѓа. Затоа што јас сум царски син, царска ќерка. Освен грев се ми припаѓа. Во име на Исус. Амен. 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 Ние го примивме духот на посинувањето, со кој што велиме Аба татко. Јован 17:17. Јован 17:17. Освети ги со својата вистина, твоето слово е вистина. Освети ги, Бог вели едноставно дека неговото слово е вистина и то негово слово треба да наосвети. И ние кога веруваме во Божјото слово, кога веруваме во Божјото слово, ние сме осветени. Ти ако веруваш дека Бог има исцеление за тебе, тоа слово е вистина. Ти веруваш во тоа слово. Ти му веруваш, значи си го зимаш благословот со вера. По дух го зимаш благословот и со вера го зимаш, а тоа е вистината. И Бог ќе ти го даде. Просперитетот. Му веруваш на Бог. Во словото дал ветување. Има ветување за просперитет. Му веруваш, Бог го дава тоа. Не е можно, ако му веруваш на Бог за нешто, да не ти го даде. Не е можно. Не е можно, ако ти стоиш по дух, молиш, прокламираш, стоиш Бог за просперитет, Бог да не те направи просперитетен. Не е можно. То ѓаволот те лаже за да не застанеш во Бог и да не го прокламираш словото и да не стоиш на словото и за да немаш победа. Оти ќе немаш сведоштво после. Ќе немаш, он сака да немаме сведоштва. И затоа те лаже. Знае дека ти ако застанеш, партал ќе го направиш неговото царство. Ќе му го срушиш царството на ѓаволот. Ако застанеш, ако поверуваш и ако издржиш до крај, твоето исцеление ќе направи сведоштво. Партал ќе му го направи царството на ѓаволот. Твојот просперитет исто. Оти ќе сведочиш за тој просперитет. Како словото е вистина. Како Бог дава пари. Оти има цркви што проповедаат Бог не давал пари. Не е вистина. Бог дава просперитет. Бог може да те направи богат, просперитетен. Тоа е вистината. А нормално е дека ти ако одиш по дух и вистина нема да си алчен. Ако ти е царството Божие, ако ти е Бог првенствено, и ако го бараш царството Божие првенствено и одиш по дух, ти нема да си алчен, нормално. Така да Божјото слово е свето. Ако живееме по дух, по вера, словото не прави свети и вистините. Значи Божјото слово е свето. Вика, освети ги со својата вистина, твоето слово е вистина. Божјото слово е свето. Ако живееме по дух, по вера, словото не прави свети и вистините. Словото е вистина и ќе имаме нашата победа. Ако живееме по словото, по дух и вистина, ќе имаме исцеление, ќе примиме благослови, ќе ги имаме, ќе просперираме во име на Исус и ќе се спасиме во име на Исус. Јован 16:13. А кога ќе дојде он духот на вистината, ќе ви упати во секоја вистина, но од себе нема да зборува и ќе говори што ќе чуе и ќе ви ја каже и днината. Светиот Дух ни ја кажува и днината. Светиот Дух ни ја кажува и днината. Светиот Дух, реков Јован 16:13. Значи, Духот на вистината, Светиот Дух ќе ни го осветли Божјото Слово. Ќе не упати во вистината, ќе ни ја покаже нашата иднина. Слушате? Светиот Дух ќе ни го осветли Словото. Ќе ни даде откровение што вели Словото. Светиот Дух ќе ни го разоткрие Словото. Рековме дека нашето тело не може да го свати Словото. Не може да го прими. Така и оваа наука што велат дека демек просперитетот не е во ред. Ние треба сите со стапови да одиме. Се зафркавам сега, ама
Да, сиромашни треба да сме. Има и такви науки. Да, као деме Христос бил сиромашен, ајде и ние сите сиромашни да сме. Значи, Словото е тоа што ќе ни, мислам, Духот Свети е тоа што ќе ни го разоткрие Словото. Ќе ни го разоткрие. Нели некојаш читате Слово, не разбирате што вели Словото. После некое време истото Слово го читате, јасно ви е што вели. Така? Епа Светиот Дух е тој што ни дава откровенија за да ни каже што вели Словото. Еве го стихот. А кога ќе дојде он Духот на вистината, ќе ве упати во секоја вистина, вели, но од себе нема да зборува. Од себе нема да зборува. Значи од Бог, Светиот Дух од Бог ви ги кажува тајните. А ќе говори што ќе чуе и ќе ви ја каже иднината. Дури иднината ќе ви ја каже. Ќе ви каже во иднината како што, зашто си повикан, која е визијата за твојот живот, што треба ти да правиш во Бог, кој си ти во Бог. Секи ти каже Светиот Дух ако го бараш Бог, ако Царството Божие го бараш најнапред. Што треба да правиш во животот, како треба да правиш, ќе ти го открие Словото. Како ќе просперираш, како ќе бидеш излечен, сето тоа Светиот Дух ќе ти го открие, ако Царството Божие го бараш најнапред во својот живот. Јован 14:13. И тогаш вели, и што и да посакате од Отецот во Мое име, ќе ви го направам за да се прослави Отецот во Синот. Тогаш, овој стих е за оние што го бараат најнапред Царството Божјо. Овој стих не е за луѓе кои што живеат по тело, одат по тело, не веруваат во Христос, не живеат по дух, не живеат по вера. Затоа што праведникот живее по вера. И ако праведникот живее по вера, нема нешто што Бог нема да му даде. Живее по дух, воден е од духот. И тогаш Бог ќе му даде се што ќе побара. 14:13 Јован. И што и да посакате од Отецот во Мое име, ќе ви го направам за да се прослави Отецот во Синот. И тогаш таквите Бог ги слуша. Таквите Исус ги слуша. Вели, што и да посакате ќе ви направам, за да се прослави Отецот во Синот. Исцеление, ќе имаш исцеление. Просперитет, ќе имаш просперитет. Затоа што сето тоа е за слава Божја. Затоа што ти го бараш најнапред Царството Божјо. Не го бараш своето царство. Да си изградиш ти царство во кое што ти ќе бидеш главниот. Не, Бог е главниот. 1 Мојсеева 17:1-4. А кога Авраам имаше 99 години, му се јави Господ на Аврама и му рече: Јас сум Бог твој, оди пред мене и биди непорочен. И ќе направам завет меѓу мене и тебе и многу ќе те размножам. Аврам падна ничком, а Бог продолжи да му говори и му рече: а ова е заветот мој со тебе, ќе станеш татко на многу народи. Алелуја. Значи, како да ги поврземе сега овие стихови, нели, со ова што го проповедаме, со верата? Во 5-тиот стих вели, одиме натаму и во 5-тиот стих, затоа повеќе нема да се викаш Аврам, туку името ќе ти биде Аврам. Оти ќе те направам татко на многу народи, 5-тиот стих. И после ќе читаме 7 стих и 8 стих. И ќе поставам завет мој меѓу мене и тебе и меѓу твоите потомци, по тебе во нивните родови, ќе направам заветот да биде вечен, ќе ти бидам Бог, тебе и на потомците твои, по тебе. И 8 стих, и ќе ти ја дадам тебе и на потомството твое по тебе земјата, во која си придојден, целата земја хананска во вечно владење, и ќе им бидам нивни Бог. Нели, знаеме дека Аврам е татко на верата. Еве во 5 стих вели, Бог му го сменил името на Аврам. Од Аврам тој станува Авраам во 5 стих. Значи, вели, повеќе нема да се викаш Аврам, туку името ќе ти биде Авраам. Што значи тоа? Името Авраам значи татко на многу народи. Татко на многу народи. Значи, Бог видел
Аврам дека има срце за него, дека најнапред го бара царството Божјо во својот живот. Најнапред, Аврам го барал царството Божјо најнапред и затоа Бог одлучил да го благослови. И затоа му вели сега ќе го смениш името, ти ќе бидеш татко на многу народи. Авраам кој што немал деца. Како ќе биде татко на многу народи? Тој самиот нема деца. Како ќе биде татко на многу народи? И Бог му го менува името. И ако тој нема деца, тој му го менува името. Му вели, ти ќе бидеш татко на многу народи. И вели во 6 стих вели, ќе те умножам и ќе издигнам од тебе многу народи и цареви ќе излезат од тебе. После 7 стих вели, ќе поставам завет мој меѓу мене и твоите потомци, по тебе и во нивните родови. И така натаму. И 8 стих вели, и ќе ти ја дадам тебе и на потомството твое, по тебе земјата во која си придојден. Кое е потомството на Авраам? Јас, ти. Сите ние сме потомството на Авраам. Зошто сме потомството на Авраам? Затоа што Авраам одел по дух, одел по вера, не одел по тело. А ние штом сме по дух, штом одиме по дух, по вера, ние сме синови на Авраам. Оние што одат по дух и по вера, а не по тело, ние не сме синови на Авраам по тело, туку по дух. Затоа што одиме во истиот дух, во истиот свети дух, во истиот Божји дух одиме како што одел Авраам. Затоа сме исти како него. Ако живееш по вера, ти си син на Авраам. Не само на Исус, него си син на Авраам. Затоа што одиш по дух и по вера, ако живееш по дух и по вера. Неговото потомство сме ние кои живееме по вера. Затоа што Авраам е нашиот татко во верата, тоа го вели и Словото. Авраам е нашиот татко во верата, ќе прочитаме. А и самото слово му вели Авраам, татко на многу народи. Самото име на Авраам вели татко на многу народи. Неговото име значи тоа. Авраам. Да, Авраам, со двеа. Значи татко на многу народи. Римјани 4:17. Според напишаното, те поставив татко на многу народи пред Бога, кому тој му поверува, кој ги оживува мртвите и го вика она што не е како да е. Значи, Бог вели дека го поставил татко на многу народи Авраам пред Бога, кому тој му поверува. Значи, Авраам му поверувал на Бог. И Авраам му поверувал на Бог дека ги оживува мртвите и го вика она што не е како да е. Целата поента на нашата вера. Ние сите работи ги нарекуваме што не се како да се, така? Велиме дека, јако може би во физичкото не си излечен, ти си по вера излечен затоа што Словото вели дека си излечен. Затоа што ти веќе си излечен преку раните на Исус. И ако ти тоа го веруваш, ако ти веруваш дека е така, ти го нарекуваш она што не е како да е. Значи, моментално не е, ама тоа е факт. Тоа е факт. Тоа е факт. Непобитен факт, непобитен доказ дека ти си излечен преку раните на Исус. Тогаш ти си син на Авраам. Затоа што Авраам без никаква основа за надеж веруваше дека ќе добие син. Ке читаме и тие стихови. Без никаква основа за надеж веруваше дека ќе добие син од Бог, го нарекуваше она што не е како да е. Он му веруваше на Бог. Како ти што стоиш и веруваш дека ќе имаш маж. Она што не е моментално, немаш маж, ама ти стоиш за маж пред Бог и му веруваш дека Бог ќе ти даде маж. И ти веќе го имаш мажот. Ти веќе го имаш. Го нарекуваш она што не е како да е. Ама Бог веќе ти го дал. А само е работата ти да стоиш за тоа и да веруваш додека не го примиш. Го нарекуваш она што не е како да е. Ти си ќерка на Авраам. Поради тој чин на вера, што го правиш? Поради тој чин во духот што го правиш? Што одиш по дух? Ти веруваш за просперитет. Моментално немаш просперитет, ама стоиш во просперитетот. Го прокламираш просперитетот. Се нарекуваш себе си просперитетен, успешен. Она што не е моментално, ти го прокламираш дека е. И ќе бидеш просперитетен. Ќе бидеш успешен. Затоа што ти го нарекуваш она што не е како да е. Како што Аврам го ги нарекуваше работите, а на Бог тоа му е угодно.
На Бог му е угодно таква вера да имаме. И да издржиш до крај и навистина ќе се манифестира во физичкото. Римјани 4, сега ќе ги читам 18, 20, 21, 22, 23, 24. Пак е 4 глава. Значи, нашиот Бог ги нарекува работите што не се како да се. Самиот Аврам без никаква основа за надеж поверува дека ќе му биде. 4, 18. Аврам без никаква основа за надеж поверува со надеж дека ќе стане татко на многу народи. Според реченото такво ќе биде твоето потомство. 19. И откако не ослабна верата негова, тој не помисли дека телото негово е веќе умртвено, оти беше туку речи 100 годишен и дека утробата Сарина е веќе во умртвување. 20 стих. И во ветувањето Божјо не се посумни со неверие, туку остана тврд во верата и го прослави Бога. 21. Наполно уверен дека он е силен да го изврши она што го ветил. 22. Затоа што тоа му се прими како оправдание. Овде ќе прекинам. Значи 21 и 22 стих вели, наполно уверен дека он е силен да го изврши она што го ветил. Ти си наполно уверен дека Бог е силен да ти даде просперитет затоа што ти ветил. Ти си доволен, силен си Бог да ти даде исцеление затоа што ти ветил. Наполно си уверен. 20 стих вели, но не и во ветувањето Божјо не се посомни со неверие, туку остана тврд во верата и го прослави Бога. 21. Наполно уверен дека он е силен да го изврши она што го ветил. Бог е силен да ти даде исцеление затоа што ти ветил. Бог е силен да ти даде жена затоа што ти ветил. Жената е благослов од Бог. И треба да биде благослов од Бог ако го бараш Царството Божјо. Сите оние што имаат проблеми со жените и жените после викаат вакви се, такви се, онакви се жените, очигледно не го барале Царството Божјо најпрво. Или и да е од Бог таа жена, не се поставени работите како што треба. Во духот не се поставени. Затоа треба да го бараме Бог во се што правиме. Или обратно, некоја жена едноставно мажот ти не чини. Па не си го барала Бог, затоа мажот ти не чини. А вика Бог ми го даде. Не ти го дал Бог изгледа. Или ако ти го дал Бог, нешто погрешно си правела. Едноставно не си го примила по дух благословот. Може си трчала пред време да го освоиш што имаш. Може си посегнала по женски тактики, заведување, разоблекување, за да го освоиш. Сето тоа има многу тајни во бракот, кои што си посеал по тело и после затоа бракот не чини. Затоа што ако си го заведувала, манипулирала мажот пред брак, тоа еден ден ќе го оженеш во бракот, сестро. Како негативно ќе го оженеш зборувам. Затоа што не си одела по дух, со достоинство, со молитва, со сила, во духот да го освоиш пред се мажот. Него си посегнала по техники на лошата жена. Да, на заводништво. Или обратно, и мажот може да посегне. Значи, може да е тој од Бог за тебе, ама ти ако не ја даваш да дише на таа девојка, ако ја гушиш, ако ја зграбчиш и си љубоморен, не ја пушташ, ништо не правиш, може да е од Бог за тебе, ама се е погрешно поставено. И што ме така поставено, ти во бракот ќе имаш проблеми. Тоа си го посеал, тоа ќе жнеш. Многу пати не дека благословот не е од Бог. Благословот е од Бог. И во благословот треба да уживаме. Ама ние погрешно ги поставуваме работите. Затоа што не одиме по дух, правиме погрешна поставеност. И тој еден ден ќе ни се ќе ни се врати како бумеранг, ќе не тресне по глава. Затоа треба да одиме по дух и по духот да ги поставуваме работите. Дури мажот и да не чини еден ден, сепак нема толку да имаш маки. Дури жена ти да не чини еден ден, нема да имаш толку маки. Ќе имаш, ќе се молиш, нема да биде во ред, ама сепак ќе се исправи полесно, ќе се исправи работата. Не со мачење. Кога е со Бог? Со Бог проблемите се решаваат поедноставно и полесно. 22 вели, затоа тоа му се прими како оправдание. Но не само за него е напишано дека му се прими, туку и за нас ќе ни се прими. Еве го. Вика за нас, 24, туку и за нас ќе ни се прими, ако веруваме во оној кој го воскресна од мртвите Исуса Христа, нашиот Господ. И 25 предаден за нашите гревови и воскреснат за наше оправдание. И значи, ако Исус
е даден за наше оправдание. Ако Исус е даден за наше оправдание, па ние треба да одиме по вера за да се оправдаме. Праведникот живее по вера. И Бог има само оние дела што се по вера, што ги правиме. Ти ако правиш дела, не се по вера, тогаш е религија, суеверие, празно. Се што правиме треба да правиме по дух и по вера. И тоа му е угодно на Бог, и тогаш сме синови на Аврам, и тогаш сме угодни на Бог, и тогаш имаме увереност силна како Аврам во Бог, и тогаш Бог ни е милостив. И благодатта изобилно ќе се излева врз нас, а ние ќе си ги зимаме благословите по вера. Синови на Аврам, ние сме синови на Аврам. Сара е наша мајка, духовна мајка. Аврам е нашиот духовен татко. Зошто? Затоа што живееја по дух и по вистина. Не живееја по тело. Аврам го остави своето тврдо живеалиште, имаше куќа. Он ја остави својата куќа, затоа што Бог му рече, оди, и тргна. И живееше во шатори. Кој човек би се осмелил да живее во шатори денес? Да остави куќа? По тело. Зборам, јас не би. Така да ми текне. Ај сега да напуштам зграда и да одам у поле шатори да издигам. И натаму наваму. Не. И при богат татко. Да. Да. Значи, дури не беше ни обична куќа, богат човек, а тргне по шатори. Вие би живееле по шатори? По полиње, по ваму таму. За Бог да зборувам. За Бог да. Така да прашањето е дали си спремен за Бог да ја оставиш твојата куќа и да живееш по шатори? Затоа што Бог ќе ти каже оди и прави го тоа. Тој беше во се послушен, се жртвуваше. Затоа што по вера живееше. Евреи 11:17. Аврам со вера го принесе како жртва Исака, зашто беше искушуван и тој што го доби ветувањето го принесе својот единороден син. И 1 Мојсеева 22, 7 и 8. 22 глава Мојсеева, 1, 7 стих. Тогаш му рече Исак на Аврама, татко, на таткото свој татко, а тој одговори, што е синко? И рече Исак, ете огнело и дрва, каде е јагнето за жртва? Значи, што вели во Евреи? Во Евреи вели дека Аврам, малце ќе дадеме еден поинаков поглед сега на работите. Значи, Аврам, иако стоеше во вера, иако по дух си го зеде благословот, по вера си го зеде благословот од Бог. Исак беше благослов од Бог по вера што го прими тој. Верувам, примам. Така го прими. По вера го прими Исак. Дури, иако го прими по вера, тој беше спремен да му го врати благословот на Бог. Да му го врати. Затоа што веруваше дека Бог сака да го убие Исак. Бог побара, рече, ајде, сега Исак дојде време, Исак ти да го принесеш за жртва. Принесуваше до сега други жртви, животни и се што принесуваше, сега го барам Исак. Можете ли да замислите како му било во срцето на Аврам? Се чудел, конфузен бил, страшно му било, се чудел. Чекај сега, Господе, па ти ми го даде Исак како благослов, еве као ние сега. Стојам, верувам за просперитет, стојам, верувам за исцеление. И сега, ќе го добиеш тој просперитет, ќе добиеш куќа, ќе добиеш кола, и сега Господ ти вика, ај сега даја колата на црква даја. И ти како сега, Господе, па нели во вера, јас молев, немам кола, сега пак ли пешки додам, Господе? Во вера молев за таа кола, сега пак ли додам? Таква била на еден начин ситуацијата. Мада човек е многу поскапоцено него ли кола. Тоа е многу пострашно и плюс тоа твое дете. И плюс да го убиеш. Ти своето дете, не друг. Ти. Замислете која била храброста на Аврам и спремноста што Бог му зборува да он тоа за Бог го направи. Да го послуша сепак. Затоа е татко на верата, да. Затоа е татко на верата. Меѓутоа, нели рековме Евреи 11:17. Аврам со вера го принесе како жртва Исака, зашто беше искушуван. И тој што го доби ветувањето го принесе својот единороден син. И
тргнале со синот да одат и синот му вели нели во 22 Мојсеева 1:7 стих, тогаш му рече Исак на Аврама, таткото свој татко, а тој одговори, што е синко, и рече Исак, ете огнило и дрва, каде е јагнето за жртва? И во 8 стих вели Аврам, а Аврам одговори, Бог ќе си предвиди синко, јагне за жртва. И обајцата го продолжија патот. Пак ќе го прочитам истиот стих. А Аврам одговори, Бог ќе си предвиди синко јагне за жртва. И обајцата го продолжија патот заедно. Што значи ова? То значи во пракса во нашите животи. Бог ќе предвиди, Бог ќе даде, Бог ќе снабди. Еве го одговорот. Значи ние исто како Аврам треба да сме во сите ситуации спремни. Благословот ќе го примиме секако, во тоа да не се сомневате. Во тоа да не се сомневате. Исцеление ќе примете и пари ќе примете се. Него поентата е дали вие и после тоа ќе останете слободни. Тоест ние дали и после тоа ќе останеме слободни да му служиме на Бог. Оти луѓето се врзуваат за благословот. Не продолжуваат да му служат на Бог, да го дадат благословот ако Бог посака. Дури не се спремни ни пола од парите што ќе ги добијат да ги поделат. Не се спремни ни четвртина. Секи употребат за себе. Што ќе направиш ти со тој благослов што ќе го добиеш? Дали ќе го биде за слава на Бог? Дали ти тој маж што ќе го добиеш од Бог ќе бидеш спремен да не го видиш, да си доаѓа од 12 сат затоа што служи на Бог, проповеда? Ти ќе го добиеш мажот. Ама дали си спремна да не го гледаш? Да си иде навечер после 8 сат. И тоа во цутот на твојата младост, првите години од бракот, дали си спремна тоа за Бог да го направиш? Или сакаш само да го земеш мажот и да се шетате и да одите по одмори, и да одите по забави, по диска? Затоа што си го добила од Бог, па сега ќе се забавуваме, не? Што ќе направиш ти со тој благослов? Затоа што ако си го добила од Бог, ако веруваш во Бог, ти за Бог си спремна. Ти таа жена што ќе ја земеш од Бог, дали си спремен да едноставно таа жена биде посветена на Бог, а не на тебе? Првенствено зборувам. Првенствено. Аврам направи така. Он го положи својот син. Зошто? Затоа што Бог тоа го посака. Ти дали си спремен да оставиш татко, мајка, сестри, браќа, телесни за Бог? Аврам синот го положи и тоа ќе го убиеше. Татко, мајка, сестри за Бог. Што е тоа? Ништо. Ако Бог посакал од тебе. И го посакал Бог. Бог тоа го бара од сите нас. Да положиме се што имаме за Него. И роднини, и браќа, и сестри. Мајка, татко, се да оставиме. И што ќе направи Бог? Ќе ги воскресне, ќе ни ги врати. Ама дајте ги. Да, девојката за која што се молиш на олтарот како Аврам. Оти може никош нема ни да ја видиш после. Може не е за тебе. Може не е стварно Бог. Дај ја на олтарот, доста трчаш ти по неа. Оти ако е од Бог, луѓе, браќа, сестри, Бог ќе ти ја воскресне и ќе ти ја врати. На крај крајва може не... И Бог ќе само те тестира, да ти ја види верата. И ќе рече, браво, положи со петка и сега можеш да се жениш за неа. А не ти нон-стоп ја бркаш, ја заведуваш, не знам што, а не одиш по дух. Се писма, пораки, не знам што, ја обседнуваш, ја чекаш едва да излезе оно од станот и ти, и демек случајно сте се сретнали, па еве се враќав од тука. Фин ти правиш секакви. Да, се смеете, ама го правите тоа. Не, а вртиш кругови пред нејзиниот влез, пред нејзиниот дом и таа демек излезе, ки си оди некаде и ти, јас тука, еве, случајно се сретнав. Да. Абе, што правиш човеко, бе? Дај ја на Бог, бе, по духа, кој за тебе Бог ќе ти ја даде. Зар Бог нема да ти даде жена? Ќе воскресне Господ, не кружи околу низината улица, околу низинот, не биди досаден, како манијак некој. Правите, браки, такво нешто и сестри. Не знам, вие у брак. Не.
Јас не кажувам ништо што не сум видела. Така дајте, се што ви е скапоцено, пошто на Аврам му беше Исак најскапоцен, го стави на олтарот. Ама зошто го стави? Затоа што веруваше дека Бог, во кој што верува е способен да го воскресне. Затоа што веруваше во Бог, способен е, така ние. Способен е Бог се да воскресне во твојот живот, се што ти украл ѓаволот, се што си изгубил. Се што ти украл, се што си изгубил, само застани на слово, прокламирај да тоа Господ ти го врати. Во име на Исус. И ќе ти го умножи не само 7-кратно, затоа што словото вели крадецот ако биде фатен ќе врати 7-кратно. А словото е вистина. Биди спремен да оставиш се за Бог, како Аврам. Затоа што Аврам веруваше дека Бог е моќен да воскресне. Значи, Аврам со вера го принесе како жртва Исака, зашто беше искушуван, и тој што го доби ветувањето го принесе својот единороден син. И после 19 стих вели, оти тој мислеше дека Бог е силен и дека мртви може да воскреснува, и поради кој го прими како преобраз на воскресението. Аврам, кој го принесуваше Исак, он не се зафркаваше. Он знаеше дека ќе го убие својот син. Знаеше. Он не мислеше дека тоа е за фраканција, он беше озбилен. Он зема со ножот и беше озбилен, озбилно ќе го направеше тоа за Бог. Ама го правеше тоа затоа што веруваше дека Бог е способен да го воскресне Исак. Затоа што веруваше дека Бог му го дал Исак за да му го продолжи потомството преку Исак. И рече, ако Бог го бара ова, Бог ми рече, Бог ќе го воскресне и јас пак ќе си имам деца преку Исак. Он веруваше во Богот на воскресението, така да и тебе, ако Бог ти рекол ќе просперираш, биди спремна ради Бог се да оставиш на олтарот, како Аврам, и Бог ќе го воскресне тој просперитет. Биди спремен, едноставно Бог ќе ти го даде. Биди спремен се да ставиш што ти е најмилото, најскапоценото во овој момент, и Бог ќе го воскресне тоа. Ќе го воскресне. Затоа што нашиот Бог е Бог во кого што веруваме, Бог на воскресение, на сила, на живот. Тој веруваше дека Бог ќе даде. Значи Аврам веруваше дека Бог ќе даде. Ќе даде жртва. И вистина Бог даде жртва, друга жртва даде. Не го потреби Исак. Тој веруваше дека Бог ќе предвиди. Бог предвиди. Бог ќе обезбеди Бог. Бог ќе даде се што ти треба во животот. Се што ти треба. Ти ако го бараш Царството Божјо најправен во својот живот и си потопен во Словото Божјо, Бог ќе ти даде се што ти треба. Бог ќе даде, Бог ќе предвиди за тебе, Бог ќе обезбеди. Филипјани 4:19, не мора да вратите, горе-доле го знаете тој стих сите. Мојот Бог по своето богатство нека ја исполни секоја ваша потреба за слава преку Христос Исус. Нашиот Бог по своето богатство. А Бог каков е Бог? Богат, најбогат. Се му припаѓа нему, се од него. И нашиот Бог според своето богатство ќе задоволи секоја наша потреба преку Исус Христос. Секоја наша потреба Бог ќе даде, Бог ќе обезбеди, Бог ќе предвиди се што ти треба. Бог ќе обезбеди брачен партнер за тебе. Бог ќе даде, Бог ќе те снабди со брачен партнер. Бог ќе предвиди брачен партнер за тебе. Бог ќе пополни недостигот за брачен партнер, ќе го пополни во твојот живот. Бог ќе обезбеди. Бог ќе ти даде пари. Бог ќе снабди со пари, ќе те снабди со пари. Бог ќе го пополни твојот недостаток за пари во твојот живот. Изреки 8, 18, 21. 8, Изреки 8, 18 и 21. Во мене се богатството и славата, богатата ризница и правдата. Значи Бог вели, во мене се богатството и славата, богатата ризница и правдата. Тоа е нашиот Бог. Во него се богатството и славата. Богата ризница, тоа е во него. Тој ќе ни даде се. 21 вели, за да им доставувам вистинско добро на оние што ме сакаат. Нивните ризници јас ги полнам.
Кога го објавувам она што станува секојдневно, нема да заборавам да го спомнавам и она што е од секогаш. Добро, али првото, 21, за да им доставувам вистинско добро на оние што ме сакаат. Бог е тука за нас. Во Него се богатството, славата, богатата ризница, за да ни доставува се она што ни треба на нас. Се она што ни треба. Секој недостаток Бог ќе го исполни во нас. Секој наш недостаток ќе го исполни. Ништо нема да ни фали. Осмелете се да верувате. Осмелете се да верувате. Оти само со вера ќе го земеме тоа. Бог ќе обезбеди. Бог ќе даде, Бог ќе снабди, Бог ќе пополни. Твоето здравје. Твоето здравје Бог ќе даде. Бог ќе даде да просперираш во здравје. Бог ќе обезбеди да просперираш во здравје. Бог ќе пополни да просперираш во здравје. Секој твој недостаток Бог ќе го пополни. Бог ќе предвиди здравје за тебе. Бог ќе го обезбеди секој твој недостаток на било што. Тоа е тоа. Бог ќе обезбеди, Бог ќе даде, Бог ќе снабди, Бог ќе пополни. Толку ќе завршиме денес. Може да се молиме сега, да прокламираме. Како што му даде жртва на Авраам, Бог ќе даде. Тој веруваше дека Бог ќе даде жртва кога го праша Исак. Татко каже жртвата, он вели Бог ќе даде. Бог ќе предвиди. Така и за нас. Кај е исцелението? Бог ќе даде. Бог ќе даде. Кај се парите? Бог ќе даде. Бог ќе предвиди. Кај е жената? Бог ќе даде жена. Бог ќе предвиди. Ама го веруваш тоа. И стоиш на тоа, и го молиш, и го прокламираш, и го живееш тоа. И тогаш вистина Бог ќе даде. О, рашендере да красандера да бакрасандера да красандера да красандера да барашандера да красандера да крашандера. О, Господе, те славиме, Боже, те обожаваме, Боже мой прекрасен. И речендере да красандера да барашандера да красандера да крашандера да красандера. О, те славиме, Господе, дојди, Господе, во нашите животи, Боже. Задвижи се, Боже. Ние ти веруваме дека ти ќе дадеш, ти ќе предвидиш, ти ќе снабдиш, ти ќе обезбедиш, Исусе. О, ти ќе снабдиш, ти ќе предвидиш, ти ќе обезбедиш, ти ќе снабдиш, Боже, ти ќе обезбедиш, ти ќе дадеш, ти ќе предвидиш. О, Господе, те славиме, Боже, те благословуваме, Боже. Фала ти, Боже, фала ти што имаш за нас се што ни треба. Решендере да красандера да крашандера да красандера кразада падада. О, расандера да красандера да крашандера. Тересендере да красандера да барашандера да бакрасандера да красандера. О, расандера. Може да повторувате по мене. Мојот Бог, по своето богатство, ќе исполни секоја моја потреба. За слава на Исус Христос. Тој ќе обезбеди, ќе снабди вистинско добро на оние што го сакаат од неговите ризници. А тоа сум јас. Јас живеам за Бог. И затоа тој ќе обезбеди, ќе даде, ќе снабди, ќе пополни секој недостаток и сиромаштија во мојот живот. Ќе ми даде просперитет, ќе обезбеди просперитет, ќе ме снабди со просперитет, ќе ме исполни со просперитет. Мојот Бог ќе обезбеди здравје за мене, ќе даде здравје за мене, ќе ме снабди со здравје, ќе го пополни секој недостаток за здравје во мене. Фала ти, Исусе, за тоа. Мојот Бог ќе обезбеди хармоничен брак за мене. Ќе ми даде успешен брак. Ќе снабди победоносен брак. Ќе ме исполни
Со брак за Негова слава. Те славам, Исусе. Те благословам, Исусе. Господи Исусе Христе, јас денес објавувам дека секој мој непријател, кој е ѓаволот, во секоја област од мојот живот, е под моите нозе. И јас денес одлучувам да го сгазнам и да не му се покорувам повеќе. И да не го слушам повеќе. Туку да го газам, Боже. Се додека не издише. Тоа е моето право. Што Ти ми го даваш, Господе. Да газам на змии и шкорпии. И да пијам отрови. И никаква сила. И ништо не може да ме победи. Затоа што Ти си мојот Бог. Се е под моите нозе. И го газам, ја газам денес. Секоја болест. Сгазнувам на секоја болест во име на Исус. Именувајте ја болеста. Јас газам денес. Именувајте си ја болеста. О, решендере да красендера. Газам ракот во име на Исус Христос од Назарет. Го газам ракот во име на Исус Христос од Назарет. Го газам ракот во име на Исус Христос од Назарет. Газам секоја болест во име на Исус Христос од Назарет. Секаква болест нека биде долу во име на Исус. Газам секаква болест во име на Исус Христос од Назарет. Секоја болест е под моите нозе во име на Исус Христос од Назарет. О, решендере да. О, го објавам Господството Исусово во моето здравје и прокламирам исцеление и дека Исус Христос е Господ на моето тело и прокламирам сега секоја болна клетка во моето тело да се претвори во здрава во името на Исус Христос од Назарет. Ставете раката кај ве боли, било што, ставете раката. О, расандара да красандара. Задвижи се, Господи Исусе Христе, прокламирајте по мене. Задвижи се, Господи Исусе Христе Боже. Дојди со Светиот Дух Боже Исусе Христе. Дојди со Светиот Дух, Господи Исусе Христе. Јас верувам, Ти си лекарот. Ти си исцелителот, верувам, Исусе. Ти се грижиш за мене. Ти сакаш да сум здрав. И силен. И да одам во Твојата сила. Во Твојот дух. Во Твојата победа. Ти си мојот лекар, Исусе. Дојди, Исусе, со Светиот Дух. Сега, Господе. Исцели ме, Господе. О, Расандра, кажете, врзувам секаква болка. Тука, во име на Исус. И ја изгонувам од мене. Да си оди. Прокламирам здравие тука во име на Исус. Мир прокламирам тука во име на Исус. Кажете, се одрекувам од гревот. И од секакви грешни действија. Прости ми, Исусе, што сум служил на ѓаволот, а не на Тебе. И дојди сега, Господе, излечи ме. О, Расандра да бакрасандра да красандра да крашандра да красандра да бакрасандра. О, Расандра. На некој од вас им доаѓа да издишувајте, не се устегајте. На некој од вас можеби ви се кашлајте слободно. Едноставно бидете слободни. О, кашлајте слободно, не срамете се. Решендере да издишувате што и да, едноставно тоа ве напуштаат некои зли дуси. Во име на Исуса, Рашандр, бидете слободни. О, Господе, делувај со своето исцеление, Господе. Делувај со своето исцеление, Господи Исусе Христе. Движи се, Господи Исусе Христе Боже. Слобода прокламирам во мене во име на Исус од Назарет.
Оди си рак од мене во име на Исус ти наредувам. Така да наредувајте во име на Исус.